Докаде е реализацијата на планот за чист воздух кој владата го предложи на крајот од минатата година? Периодични извештаи за јавноста нема ниту од владините служби, ни од Министерството за животна средина. Планот предвидува дека за 2 години или до крајот на следната година, владата ќе го преполови загадувањето на воздухот во Скопје, а во останатите градови ќе го намали барем за 30%. Со оглед на тоа што поминаа 9 месеци од планот за чист воздух, само прашај побара интервју заменик министерот за животна средина Јани Макрадули за тоа што е досега реализирано. Добивме писмено образложение за сработеното. Ги прашавме и во градот Скопје за некои од мерките во програмата за кои е тој надлежен. Темпото на работа на надлежните не ветува многу, велат од граѓанската иницијатива ОДВА, која го следи спроведувањето на планот за чист воздух. Мониторинг на квалитетот на воздухот. Владата вети комплетна замена на сите инструменти на мерните станици, како и примена на математички модели за соодветно предвидување на загадувањето. Во Министерството за животна средина и просторно планирање е завршен едниот повик за набавка на неколку сензори и даталогери, набавка на резервни делови за анализатори за ЕНО, ЕНО2, НОКС, за потребите на државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух и набавка на автоматски анализатор за мерење на суспендирани честички PM10, како и на систем за прибирање и обработка на податоци, даталогер, GPRS рутер, софтвер. Фаза на инсталирање и тестирање. Она што го предвидеа за 2 години дека ќе се намали драстично, може и да го остварат со тоа што најверојатно ќе остане да работи само Лазаропола, па така да ќе имаме податоци дека сме идеално чисти. Со податоци вакви без, значи, во моментов последнава година што ги имаме и како се губат, работат 2 дена па не работат, тешко дека ќе може овој модел да се примени. Подобрување на капацитетите на вработените и обемот на контроли на инспекторатите за животна средина. Обемот е зголемен за 100% и по средства и по кадрски потенцијал, а со тоа и со бројот на извршени надзори. Нема нешто видливо дека се работи повеќе на терен, освен на тоа што има волја, да речеме, од инспекторатот на град Скопје и транспарентно ги покажуваат своите излегувања на терен, инспекции. Подигнување на јавната свест. Доделени се средства на една организација која сега ги подготвува соодветните кампањи, а се очекува во првата половина на август и втор повик токму за ваква едукација. Нема некоја голема кампања и од власта, па и ќе речеме и од граѓанските здруженија. Намалување на емисиите на загадувачки супстанции од затоплување на домакинствата. Владата во планот предвидува дека околу 55.000 домакинства ќе го сменат грејењето во зима со некој поеколошки начин, како што се поефикасни печки на дрва, инвертер клима уреди, парно или газ. Одлуката да се намали данокот за додадена вредност за испорака на топлинска енергија од 18 на дури 5% ќе ги мотивира граѓаните да не се исклучуваат од системот на централно парно грејење и ќе биде мотивација повторно да се вклучат семејствата кои од системот на централно парно грејење се исклучени од 2012 година досега. Сето тоа треба да биде транспарентно и објавено за да може да се види како не само за нас, него и они да видат како им иде самата програма и дали има ефект. Вака наброено делува само како PR стратегија. Компензација на зеленилото уништено за изградба на гасоводот на Водно. Во тек се работите на стручните лица од секторот за комунални дејности на град Скопје и јавното претпријатие Паркови зеленило за определување на локации, како и најсоодветни видови на дрва за садење, како дел од проектот за пошумување на Водно. Да се замени таа штета што се направи на Водно, можеше единствено ако тие дрва така пораснати се донесат во голите делови на градов Скопје, да се пренесат. Од Министерството за животна средина информираат и дека е сменет филтерот на печката за согорување на медицинскиот отпад на депонијата Дрисла, дека пред сезоната на загадување во Скопје се направени инспекции во сите фирми со Б еколошки лиценци и дека Скопскиот инспекторат за животна средина го следи аерозагадувањето и со дрон. Од овој месец законот за возила предвидува субвенции за граѓаните кои ќе набават ново или поволно возило со Евро 5 или повисоки еколошки стандарди, субвенции за вградување плински или метанов уред во возилата со Евро 4 или понизок екостандард, како и еколошки налепници за возилата. Сепак, условите и критериумите за добивање субвенции се уште не се утврдени, а еколошките налепници се одложија за последна година. И по 9 месеци од планот за чист воздух, многу малку од мерките се целосно или деловно исполнети, а повеќе пари и конкретни рокови нема.